Океј, дечки, денеска ќе имам интересна тема, за мене барем интересна, е како и кога доаѓаат некои работи во нашиот живот. Сашка Гоц, добро вечер. Зорица Григуревиќ, Котор, поздрав до Котор, преубавиот Котор. Океј, како и зашто, кога некои работи кои што ги чекам ќе дојдат. Сега, денеска ќе зборувам за нешто кое што во суштина за мене барем интересно, а тоа е дека многу луѓе чекаат да дојдат работи кои што уствари не ги дефинирале малку попрецизно за да дојдат како работи. Румена Ванеска, поздрав. Роберта Македонска Димитриевска Тиков. Океј, еве сега кога доаѓа тоа што го сакаме. Луѓе, прво, една работа е дека, јас барем мислам, дека човек треба да знае прво што сака. Сега, често пати имате луѓе кои што не знаат стварно што сакаат. И тогаш е тешко да дојде тоа што не сте го дефинирале прецизно, што е тоа што сакате да дојде, која цел сакате да ја реализирате, кое постигнување, на кое постигнување сакате да му се израдувате. Но многу е важно човекот да дефинира што е тоа што сака, што е тоа што му значи да го направи. Може би имате различни ситуации во животот, може би на професионален план, може би на приватен план, според како сакате да изгледате, како сакате да, не знам, ослабите или да се зголемете физичката маса, телесна, мускулна и така натаму. Може би станува збор за некој партнерка која што сакате да дојде во вашиот живот. Но една работа која што и во која што ја длабоко верувам е дека ако човекот верува и ако не се откаже и ако има јасна визија и цел и ако работи на тоа, мислам дека не може а да не дојде. Ајде да повторам. Ако има јасна визија, ако има желба, ако има волност, значи ако сака, ако превземе одговорност и власништво за целта, затоа што многу често луѓето не преземаат власништво за целта. Што значи да преземеш власништво? Значи дека е твое, дека ти го поседуваш, дека ти го заслужуваш, дека е нешто кое што ти припаѓа на тебе, затоа што ако го немаш ти тој став дека нештото ти припаѓа на тебе, тоа нема да ти припадне на тебе. Ќе припадне на некој друг. Може би станува збор за златна медалја во спорт, може би станува збор за некој рекорд кој што сакате да го постигнете, може би станува збор за било што. Ако не преземеш власништво, ако не го сонуваш, ако не го имаш во твојот ум, ако не го имагинираш, ако не си во комуникација со тоа постигнување и достигнување како да е веќе остварена цел, тука преземаш власништво поради тоа што го сонуваш, но тоа не е доволно, поради тоа што лепакот кој што ја влече целта кон тебе е акцијата која што човекот треба да ја прави и луѓето ја подценуваат количеството на акција кои што треба да го направат за да стигнат до нешто. Но една работа за која што денеска сакам да зборувам во суштина е да си дадете и време. Ова може би некогаш и звучи контрадикторно, затоа што некогаш во некои убави работи не мора да има време. Некои убави работи може да дојдат брзо. И јас се согласувам и дај Боже да е така, и така треба да е, и за секој е поубаво да дојде побрзо нештото, но немојте да се обесхрабрите и ако во даден момент треба малку да поработите за тоа нешто, поради тоа што нема ништо лошо ако работите кон некоја цел, поради тоа што веќе имате насока. Замислете, имате некоја цел, јасна ви е визионирана, окей, сакате тој и тоа да го направите. Работите кон таа цел. И ако имате став дека тоа ќе дојде, и ако имате став дека преку одење на тој пат се развивате, учите, се создавате како личност, па што е проблем ако трае тоа малку повеќе? Затоа што уживате во патот. Затоа што уживате во одењето на нештото за да дојдете да ја постигнете целта која што сте си ја зацртале. Така? Значи имаме насочено внимание. Имаме корито. Реката е јака поради тоа што го има коритото. А зошто? Поради тоа што кога имаме корито, знаеме што ни е важно и знаеме што не ни е важно. Луѓе се расплинуваат на разноразни ситуации, разноразни работи, кои што се не толку важни и забораваат да го стават вниманието на тоа што е главната цел. Затоа што кога човекот ќе се раштрка на некои работи кои што не се толку битни, он не посветува време
и не го прави приоритет да му биде тоа што го сака, тоа што треба да го постигне, тоа што треба да го добие. Поентата за вечерва ми е следнава, а тоа е дека, ајде да кажеме вака, имате ситуација каде што луѓето сакаат веднаш да дојдат до нешто брзо, сакаат да дојдат до нешто инстант, сакаат да дојдат до нешто веднаш да има некое решение. Убаво е ако дојде тоа веднаш. Не го оспорувам тоа, не го негирам, немојте да мислите дека не може веднаш да се деси. Може да се деси веднаш, но не секогаш се случува веднаш. И сега луѓе кои што се на тој пат, кои што работите не се случиле веднаш, можеби некојаш да се сомневаат во себе, можеби некојаш да се сомневаат во универзумот, може да се сомневаат во нината енергија на универзумот. Ќе ви кажам една работа, универзумот она што сака, сака акција од вас. Ако немате акција за вашата цел, тешко е да очекуваш дека универзумот ќе ти направи нештото да ти дојде. Поради тоа што нема нештото да дојде, ти одиш кон него да го освоиш тоа кое што си го зацртал. Како идеја, како што и да е. Некојаш зборував, ако ви текнува порано, за важноста на стратешки планови. И зборував колку е глупо човек да има ден за ден план. Зашто човек што живее ден за ден, денеска за утре, тој човек е у конфузија. Тој човек не сватил колку е важно да има долгорочна цел и долгорочен план еден човек. Многу е важно да имаме и да работиме на долгорочни цели, на долгорочни планови, зашто тие го градат нашиот карактер. Краткорочните цели не. Краткорочната цел денеска за утре е глупа работа. Поради тоа што немаме никаква контрола во животот. Денеска за утре луѓето сака да се збогатат. И што прават? Фактички губат пари поради тоа што идат на дадени ситуации каде што мислат дека од денеска за утре ќе заработат пари, ќе добијат пари, ќе се израдуваат на пари, ќе победат у нешто кое што е денеска за утре. Тешко е, луѓе. Ако ти немаш долгорочна цел, ако ти немаш стратешки план, ако немаш стратегија, што значи малку нешто подолгорочно, не денес за утре. Ако ти немаш стратешки план и ако не си спремен да ставиш време во работењето на таа цел, ти немаш контрола. Затоа што со самата твоја спремност да инвестираш време во постигнување на целта, ти имаш контрола врз животот. Со самото тоа да си волен да инвестираш време во некоја подолгорочна цел, ти имаш контрола врз животот. Некој човек што се запишал на факултет 4 години има контрола врз животот. Некој човек што сака да иде на постдипломски има контрола на животот. Некој човек што се запишал на некој курс, па да и 3 месеци, 5 месеци, година дена, тој има контрола врз животот. И животниот стил се менува од кога ќе изодиш тој пат. Ти кога ќе го изодиш тој пат, тогаш ќе се менува животниот стил. Ќе видите дадена ситуација каде што имате некое момче раскинало со некоја девојка или некоја девојка раскинала со некој дечко, абе одма сака да дое наредниот дечко. Чекај бе, кај одма да дое наредниот дечко? Само што сте раскинале, дај малку работи на себе, дај малку нека помине време, за да дојде исправниот. Некојаш имате луѓе ќе раскинат, немаат ни визија што сакаат уствари, што е тоа што го сакаат како партнер, што идеја имаат. И затоа што ја немаат идејата, било што ќе улете у некоја комбинаторика без врска, ќе се сезнат пак. Зашто? Па поради тоа што не оставиле малку време. Немаат стратешка визија, немаат стратешки план. Еве да ви кажам еден пример. Можете ли одма сега, може некој ќе ми рече да, веројатно ќе има такви што ќе речат да на ова прашање. Можете ли одма сега да направите турлитава? Потешко е. Затоа што рекаш, чекај бе се, неам вакво месо, неам онакво месо, неам ова, неам бами, неам зеленчук ваков онаков. Потешко е, затоа што немаш. Припремата не е тука. Саракана вика, не може. Да, не може, така е. Затоа што не си спремен. Зашто се 8:30-9, немаш у фрижидер све што ти треба за турлитава. Кога можеш да направиш турлитава утре, заутре, можеш да направиш турлитава, ама ќе ја планираш турлитавата. Луѓе, што не планираш? Јајца на око, кајгана, лепчиња, пржени лепчиња не планираш. Зашто? Па затоа што го имаш тоа тука е. Е се гледаш луѓево, не прават умот, сакам ја турлитава. Некој што сака турлитава, појма немам, не мора да е турлитава, може да се, не знам, вакви онакви шпагети со таков и таков сос, со ракчиња, што и да сакате да имате како ручек. Ама гледаш, ти ако сакаш да имаш турлитава, ако сакаш да ја направиш турлитавава,
ти турлитавата мора да ја замислиш. Сега, ако сакаш да ја замислиш турлитавата и да биде уште поубава, абе кидеш ки ги најдеш зеленчуци, месо, ќе отидеш у некоја месара, некој каде што е подобра, каде што имаат поквалитетно месо, па ќе отидеш на ваков пазар, на ваков пазар ќе провараш. Вау, 2 дена ти требало турлитава, третиот ден ќе направиш, ама затоа што па не може да ти дојат родниниве, не може да внуци да ти дојат турлитава, штап, сабота недела ќе ја ставиш. Океј. Ама турлитава е си направил ефект кај внуциве, кај децава, кај кој да си виктал на турлитава. Вау, турлитава. Му се свиѓа. Ама за јајца на око, кајгана или пржена липчиња, абе луѓе, секој може да ти склепа таква вечера одма. Истото луѓе го прават. Сега, поради тоа што не замислиле што сака, не замисле турлитава, не замисле каков партнер, каква партнерка сакаат, каква работа сакаат, што сакаат животот да им изгледа, како сакаат да им изгледа животот во иднина, не го замислуваат тоа, не ја прават сликава. И ќе кажат, дај што даш. Абе што ќе се јаде за вечера, што има во фриждер? Пржени јајца. Добро. Пржени јајца. Океј, не е лошо. Супер. Сиренци јајца ќе. Добро, сиренци јајца можеш да направиш кога сакаш. Пржени лепчиња. Пржени лепчиња направи. Ама не е турлитава, бе луѓе. Сега за пржени лепчиња, за сиренци јајца и за кајгана и за јајца на око не ти треба припрема. Можеш секој ден да јаш кајгана или јајца на око, затоа што секојаш го имаш тоа. Ама турлитава си има бе свое меракче, кога ќе ја направиш, си има свое сокче, свое вкусче, убавина има некоја, ама не можеш да ја направиш вечерва. Луѓе, така и со животот. Ти, ако си зацртал да правиш турлитава во твојот живот, ако имаш некоја цел, кај што е едноставно бре, си има свој мастрав што треба да се обработи, што треба да се направи, така и со целта. Не можеш ти некоја голема цел, не можеш ти нешто што сакаш да го постигнеш, што е убаво, да очекуваш денеска дека све ќе има во фрижидер како намирници, затоа што ги нема. Зашто треба да излезеш на пазар, треба да се помачиш, треба да побараш, треба да направиш некои работи, бум, турлитава се направила. Си ја направил ти, не се направила сама, поради тоа што нема секој во фрижидер све нешто за турлитави да може да ја направи вечером. И тој што има, веројатно ја мислел турлитавата, затоа ги има на медиците, па може да ја направи вечерва. Сакам да кажам, има припрема, бе луѓе. Има припрема, поради тоа што едноставно треба човекот да се спреми за нешто. Ако станува збореме, некоја девојка раскинала со некој момче. Нема визија на какво момче сака. Нема визија каква идеја и е на неја да биде на дечкото наредно. Не излекла поуки од претходната врска. Не зацртала, турлитава ќе правиме. Се за турлитава ти треба едно, друго, трето, вакво месо, онакво месо, зеленчуци. Она гледа наоколу, што има од изборов? Оваков дечко, дај го. Лепчиња, дај, пржени лепчиња, стај. Кајгана, да. Сиренци јајце, јајце на око, дај. После тоа се чудиш, зашо ја цело време пржени лепчиња? Па затоа што немаш идеја што сакаш во животот, немаш идеја за турлитава. Затоа што за турлитава, за некое момче кој што она го сака, кој што е поспецифичен, кој што има повисоки стандарди, кој што има така по нешто големо што треба да го доби, она не го гледа, не го ставила како идеја, и затоа што нема таа идеја, што ќе вечерам сиренци јајце. Ете ти. Друг пример. Некој човек носи 44 кондури, или некоја, не знам, девојка носи 39 кондури, штикли, 39. Ама на неја и се свијат штикливе, нашла кондури, некоја има 36 се кондури. Не се 39-ка, ти не ги купуеш 36-ка, абе ти ако ги земеш 36-ка ногава, ќе ти се деформира. Ама некој луѓе вика, дај 36-ка, ја ќе ги направам 39-ка. Абе некој човек не може да го направиш 39-ка. Имаш некоја момче, ке најде некоја девојка, супер е фина, не излет едно друго, ама 42-ка, ама он носи 45-ка. Не може да стане 45-ка кондурова. Некои ситуации се такви, некои ситуации мора да поминат. И ги оставаш. Исто како со кондурите. 39-ка носиш, не можеш 36-ка да купиш и да се надеваш дека сето тоа ќе биде добро. Не можеш ти да расшириш кондурова. Ме разбирате, сакам да кажам, некои ситуации ги поминуваш, некои ситуации ги бараш малку подолго, некои ситуации се насочуваш малку повеќе за воиднината, за да дојде тоа што уствари тебе ти треба, тоа што ти го бараш. Затоа што наоколу има све. Ама моето прашање е, дал ти во твојот умот
Во твојот ум знаеш што бараш? Дали си го визуализирал тоа што го бараш? Дали знаеш кај одиш? Дали знаеш која ти е целта? Или пошто пото дај нешто само да се најде, да биде тука, да не биде девојкава сама. Се излегла од една врска, ама страф е да не е сама. Дај нешто да има, некоја комбинација. И која има она комбинација, ја заборавила сопствената комбинација, ама знаете зашто има некоја комбинација без врска, бош комбинација? Зашто нема замисла во својот ум што сака. Кај треба да оди? Која иде идејата? Имаш убав цитат од една Елена Кардон, вели: високите стандарди не спречуваат да имаме ниско квалитетни искуства. Видите колку убав цитат. Високите стандарди не спречуваат да имаме ниско квалитетни искуства. Ако човекот нема висок стандард, он ќе има ниско квалитетно искуство, луѓе. Дури и со пријатели, сакате да излезете со некои пријатели со кои што знаете дека ви се вашите пријатели супер високи квалитетно искуство ќе имате затоа што имаат високи стандарди они ти, ама ова не може да излезе со тебе. Си викаш, немам со кој да излезам. Си викаш, дај со овие другари што знам дека не ми се другари кои што ми зборат позади грб. Ти си ги спуштил стандардите. Супер, излези со нив. Си ги спуштил стандардите. Ќе добиеш ниско квалитетно искуство. Зашто пак ќе се скараш со нив. Пак ќе ти изнервираат. Зашто? Зашто си ги спуштил стандардите. И човек кој ќе испушти стандардите не може да нема ниско квалитетно искуство. Така да, гледате, високите стандарди не спречуваат да доживуваме ниско квалитетни искуства, да цитирам повторно Елена Кардон, барем кај неја го видов тој цитат. И затоа е важно човекот да има стандардна визија што сака да има. Сакаш турлитава? Ако сакаш турлитава е една работа, ако сакаш пржени лепчиња е друга работа, ако сакаш сиренци јајце трета работа, ама турлитава е турлитава, луѓе. Ме разбирате? Така да, поентата ми е, секој човек, ако има замислено, ако нема замислено нешто големо, ќе се задоволи со нешто мало. Сега, многу често луѓе кои што немаат уопште ништо замислено, нешто ќе дојде како комбинација. Работа ќе дојде, било каква. Затоа што видите, интересна работа, човекот кој што е волен да инвестира во долгорочна едукација или во долгорочна цел, он не се задоволува со било што. Зашто? Зашто инвестирал време. Ајде повторам. Човек кој што веќе инвестирал време во патот, во планот, во целта, тој веќе има висок стандард. Ме разбирате? Затоа не доаѓа у неговата околина било што. Затоа што не е спремен да инвестира долгорочно. Планира, стратегија направил. Ке дојдам до тоа. Зашто? Затоа што луѓе што имаат со стратегија и план, стратешки план, они знаат што сакаат. Точно. Ме разбирате? И он више инвестирал на долгорочниот план. Он затоа нема ниско квалитетно искуство. Затоа има високи стандарди. Зашто? Затоа што инвестирал во долгорочноста на планот и на целта. Човек што нема долгорочен план и цел, он секојаш има ниски стандарди. Затоа што нема долгорочен план и цел, гледате едноставно колку е. Сакаш да имаш високи стандарди, инвестирај долгорочна цел. Долгорочен план, стратешки план, долгорочно. Ако ти инвестираш долгорочно во едукација, во образование, па ти не можеш да се задоволиш со ниски стандарди. Ама човек што живее денес за утре, кој што не инвестира во иднината, кој што нема стратешки план, кој што не планира долгорочно, тој има ниски стандарди. Дај што даш. Дај што даш. Знаете, татко ми шампион, паметен човек, еднаш кога бев помал, со 12, 13, 15, колку години имав, мислам дека толку некаде, му викам на тато, морај помал бев, му викам на тато, тогаш немаше вака интересни работи на кои што може човекот да го потроши времето, тогаш велевме, аде ја мериме улица. Што правиш? Еве мерам улици. Така да ја убутал, живеев уличките, ги знаевме, ги меревме. Имавме другарче со кој што ги меревме улиците. И му викам на тато, татко ми, тато, викам, знаеш ли кој ми е најбољи другар? Он вика, сине, кој ти е најбољи другар? Му кажувам кој ми е најбољи другар. Со тој со кој што мерим улици цел ден. И ми вика, сине, зашто ти е тој најдобар другар? Ја му викам, бе, тато, секојаш има време за мене. Човеков ме погледна и ми вика, бе, сине, знаеш ли зашто тој цело време има време за тебе? Вика, зашто нема што да прави по цел ден. Некако ме освести човеков малку. Ми вика, абе, сине, може и тој да ти биде добар другар, ама ми вика, болje е да ти биде некој другар добар, тој што нема време за тебе цело време.
Зашто тоа значи дека нешто прави у животот. И вика, тој и да нема време за тебе, ќе ти даде подобар совет отколку некој што цело време има време за тебе. Си викам, гледа мудроста се. Нема време за тебе, затоа што има време за целта. Затоа што тој човек што нема време цело време за тебе. Ја не викам сега да не се посветиме на пријателите, на другарите, да не им даеме внимание, немојте да ме разберете погрешно, треба. Ама замислите, имате некој кој што ништо не работи. Он е од денеска за утре, од денеска за денеска. Нема стратешки план, не планира за турлитава. Нема турлитава у памет, он има дај пршен лепчиња јајце на око сиренци, јајце нешто ќе јадеме. Не, овој кој што планира за турлитава, тој не може да направи турлитавата вечер, затоа што мора да иде на пазар, мора да го инзиста месото, мора да се направат било кои работи кои што треба да се направат, за тоа гледаш, он знае што сака и знае кај оди. Другиот, јајца на око, секоја вечер. Хранливи работи, зборам јајце, не, хранлива работа е. Ама сакам да кажам, поентава ми е друга. Што ќе јадеш вечер? Нешто што го имаш цело време. Океј, не е лошо јајце на око, пак ќе кажам. Супер, многу сакам да. Ама поентава ми е друга, споредбата ми е друга. Морате да знаете што сакате. И морате да знаете кај одите. И некогаш нека земе бе луѓе и поише време. Ама секоја цел на која што сте посветени, која што зима поише време, ве прави да сте човек со повисоки стандарди. Што значи го зголемува квалитетот на нашиот карактер. Квалитетот на нашиот карактер. Стандард. Има убав цитат од филозофот Хабард, вика што е стандард? Степен на исправност. Степен на исправност. Вика, глеј, стандард, степен на исправност. Вау! Да, ја можам, ако имам повисок стандард, поисправно да ги направам работите. Степен на исправност, стандард на комуникација. Имате луѓе што немаат стандард за комуникација, се пцујат, викаат, мори, гуско идиоту. Тоа не е стандард. Степен на исправност, нема степен на исправност там. Има степен на неисправност. А високите стандарди, значи гледате, по-квалитетно нешто, повеќе исправно е. Ако имаме повисоки стандарди, сме поисправни. Подобро обстануваме. Многу е важно човек да не се плаши да вложува време во иднината. Сите сакаат денеска за утре. Сите сакаат инстант решение, сите сакаат инстант работи. Не луѓе. Мора нашето внимание да биде насочено на некоја долгорочна цел. Денеска е се насочено во некој тип на дефокус. Па дури кратки видеа. Ние сме се научени се на кратки видеа. Ако видео е поише од 2 минути, не го гледаш. Затоа што ти си научен за 2 минути. Све инстант. Сега некој дете лектира да прочита, ке рече човек гениалец. Дете о лектира прочитал. Ајде. Затоа што не читаат лектира, сега ќе ја слушаат. Затоа што лектира да прочиташ ти треба внимание. Анатомија кој учев, месеци ми зимаше анатомија да учам, месеци. Месеци си на нешто насочен. Ама тоа што е? Гледаш, тоа е посветеност. Денеска не тренира, да немаме внимание насочено на некоја цел долгорочна, ама уствари тоа е успехот. Видите, успехот се базира на колку си спремен твоето внимание долгорочно да не го пуштиш од некоја цел. Да не го пуштиш од некоја цел. Затоа што повеќе ти е насочено вниманието на целта, тоа повеќе имаш гарант дека ќе доеш до неа. Толку повеќе имаш гарант дека ќе постигнеш таа цел. Имав цитат исто од филозофот Хабард: среќа е надминување, вели, на непознати препреки кон позната и посекувана цел. Надминување на препреки кон позната и посекувана цел. Среќа! Ти мора да ги надминеш препреките да стигнеш до целта. Бидете волни да ја имате прво целта и после тоа да работите како да ги надминете. Луѓето денеска сакаат да немаат препреки, сакаат да немаат обврски. Затоа што гледате, ако ти избегнуваш обврски, избегнуваш препреки, не си одговорен. Луѓето денеска комфорт зоничката, како ја викаат младиве, комфорт зона, што правиш лабаво? Што правиш лагарица? Што правиш чилан? Немој да ги притиснеш нешто лабаво. Клучниот збор на младинава денеска, што правиш лабаво? Лабаво. Сега, ама ако човек е цело време лабаво и онако не се соочува со препреки,
Не може да дојде до целта. Убав цитат исто од филозофот Хабард, вели животот е игра, играта се состои од цели, препреки и слободи. Така, измеѓу препреките имаме слободи. Ние за да стигнеме до целта, ти мора да искористиш слободата за да надменеш препреката. А луѓето зашто ја користат слободата? За да губат време. Не ја користат слободата за да ги надменат препреките. У фудбал имаме цел да даеме гол, да. Имаме 11 играчи препреки, да. Имаме слобода да подаваме, да трчаме, да. Затоа користиме слободата ние. За да стигнеме до целта. Ама ако имаш ти некој човек што има слобода, без цел, он има безпредметно денгубење, со други зборови, безпредметно денгубење, поради тоа што поентата на животот е целта. Затоа што негде одиме. Сега, исто е во животот. Јас сакам да станам доктор по медицина, имам 73 препреки, толку испити, уште 4 катедри професора, 77 препреки, мора да ги надминеш. Да стигнеш до таму кај што сакаш. Луѓе бегаат од препреки. Кога луѓе бегаат од препреки, ќе имаат препреки. Гледате, пример да дадам. Кога бев помлад, не го знаев ова за препреки. И јас си бев тој у комфорт зоната, лагано, лаганица, не ме стресира и така натаму. Татко ми ке ми речеше кога идев на тренинг работнички, од бутал со 50 и 78 фаќав за да стигнам до парк. Сине, контейнерите ти се таму, ми вика, те молам да го фрлиш ѓубрето. Викам, тато, немаш да го фрлам ѓубрето, не можам сега да го фрлам ѓубрето. Абе, сине, те молам, фрли го да не излагам, јас се фрли го спат тие. Не можам да фрли го ѓубрето, не можам да ррп. И сега татко ми вика, сега више го љутам. Ми вика татко ми, сега ќе го фрлиш од ке сестра ти. Леј, имав една препрека. Протестирав кон таа препрека. Протестирав на препреката, една беше. Добив 2 препреки. Се ми вика, сега ќе го фрлиш ѓубрето од ке сестра ти. Како да не, Ирена, нека си го фрли ѓубрето, немаш ваја да го фрлам ѓубрето, се карам. Протестирам на вторава препрека. Мајка му кујна, спрема турлитава, нешто спрема. Мајка му кујна, ме слуша како ја се карам за второ ѓубре. Сине, дојди од кујна има ѓубре. 3 препреки добив. Ја добив 3 препреки. Сестра ми, доаѓа Ирена болна секојаш, немој да се карате, бе, молам, ја ќе го фрлам ѓубрето. Ирена сака препрека. Татко ми вика, Ирена, ти ќе си излезеш со другарките, ќе офрлиш жарко ѓубрето. Он вика, излези со другарките да си играш. Сестра ми сака препреки, доби слобода. Јас сакам слобода, добив препреки. Гледа го животов. Сакаш само слобода, ќе добиеш препрека. А земеш ли сам препреки, си одговорен и после тоа ќе имаш слобода. Сега некој дете, цело време со PlayStation, да игра, некоја игрица. Татко му го зима, вика, синко лектира. Детето зашто сакал цел ден слобода, се има препрека, зашто татко знае дека у животот, у играта на животот нема само слобода, има и препрека. Ова го објаснував на едно девојче, ми вика, доктор Жари, управо сте, вика, ја ако кренам рака, вика, на почетокот на годината, за први 5 лекции, ќе си добијам 5 А вика, ако сакам да си уживам и да сум си лабаво, лагано, лаганица, вика, на почетокот на семестров, на годинава, на крај ми спашуваат, вика, за 25 лекции. Викам, паметно. Знаеш? Тоа е животот. Сакаш да ги избегнеш сега тие први 5 лекции. После ќе одработуваш 25 лекции. Луѓе што бегаат од препреки имаат поише препреки. Што земи ги тие први 5 препреки. После тоа ќе уживаш. Гледате, криминалец кој е? Имаш некој човек кој што ќе отиде, не знам, да оплячка банки и така натаму, затоа што не ќе иде на пазар, маркетинг да прави, да продава. Кај завршува на крај? Кај што има препреки. Нема слобода таму, кај што ќе заврши на крај. Човек вози, не знам, дозволена е брзина на возење 120, он вози 170, 180, му ја зима дозволата. После со автобус си оди. Еве му ги препреките. Не ител препреки, он 120 му било препрека голема. Не ител сака слобода. Што се случува? Му ја зима дозволата, ете го со препреки. Луѓе, прифатете ги препреките. Кај нас, кога ќе слушам некој, дај некоја комбинација да направим. Леле, коса ми се крева. Комбинација да направат значи да избегне препреки, што значи полулегална некоја работа. Луѓе, нема комбинација, не комбинација. Имаш препреки, имаш цел. Одработи ги препреките, дојди до целта. Горци на себе. Гордост имаш. Се чувстваш убаво. Дефиницијава за среќа од филозофов Хабард. Надминување на препреки кон
Познати посекувана цела е среќа, надминување на непознати, зашто обично не се познати препреките кон познати посекувана цела среќа. Луѓе, дај да си ги земеме препреки. Затоа што тоа те прави среќен. Животот е теретана. Ја ако отидам у теретана со ова и билдам, ништо не се случува со мускулов. Мускулов расте кога ќе го пукнеш. И доаѓа еден тип на сврзнат киво, не е баш сврзнат киво, го пополнува тие микропукнатини, мускулов расте. Животот е теретана. Ако ти ги избегнуваш обврските во животот, обврска, значи дека си врзан со нешто, не си слободен цело време, обврска. Сега, обврска значи дека ти си ги земал препреките. Сам. Без некој да ти каже. Тоа е одговорност. Не да ти кажат, слушај, тој и тоа треба да го направиш, сам да ти текне. Зашто ако тебе не ти текне, а на друг му текне, пак имаш кавга. Зашто тебе не ти текнало, на другиот му текнало. А кога тебе сам ке ти текне, викат, види го што е одговорен овој. Зашто? Зашто е свесен. Зашто? Зашто сака препреки. Зашто гледайте, мускулов кога расте у теретана? Кога ќе го оптеретиме со препрека, исто и умот. Ако ние умот не му даеме препреки, за да стигне до некоја цел, он не се опаметува умот. Исто како што мускулов се зголемува преку препреки у теретана, така и умов се зголемува преку превземање на препреки во животот, за да стигнеш до нешто што сакаш да го постигнеш. И нема краток пат. Него ни баре. Зашто ќе си изневериш себе си. Ќе си намалиш гордоста, ќе си намалиш среќата, ќе си намалиш самодовербата. Ако влезеш ти у теретана и викаш, леле, само да не допрате гојове, ти се смеат. Шо ме на човеков, шо ме га бара тука? Се сакаш да го дефинираш телото, се дефинира преку препреки. Умот и духот се дефинира преку препреки во животот. Нема бегање. И тоа е убавината. Што е волност? Волноста е желба да ги совладаш препреките ти. Неволноста е лагано, лаганица, дај ми слобода. Луѓе, некојаш треба да искористиме слободата за да ги земеме препреките да стигнеме до целта. Тоа е живот. Имаш некои луѓе цело време со слобода, бегаат од препреки. Мама и тато му ги решаваат препреките. Па тој никош нема се набилда за животот. Мама и тато му ги решаваат препреките цел живот. Со други зборови му викаат, сине, не иде ти у теретана, ја идам у теретана, ја кревам тегови и мисла дека детево не е набилдано. Зашто? Зашто не му ги дале теговите? Зашто они сакале све да средат за него? Остај го. Остај го да крене малку тегови, да се соочи малку со проблеми, зашто на тој начин ќе си ја развие психата, умот и самодовербата. Ако ти све правиш за него, го лишуваш од самодоверба, од сопствена одговорност, од носење на одлуки и способност да носи одлуки. Затоа што ти си сакал све да му средиш. Ама не иде така. Гледате, знаете, младиве секојаш ми вика, доктор Жаре, јас сакам да работам смарт, I don't wanna work hard. Леле, деца, сакат паметно да работат, не ќе напорно. Викам, деца, паметно работење е после препреките. Кога ќе постигнеш цел, си сватил, од препреките си научил. Викам, предходно е само hard work, напорна работа е, затоа што идеш низ препреки. Ништо што е квалитетно и добро не доаѓа веднаш директно одма. Доаѓа преку препреки, луѓе. Не можеш ти, некој дечко да рече на девојкава, сакај ме, зашто те сака? Треба нешто да направиш, нешто да дадеш ти за да добиеш. Самодоверба, не можеш да ја добиеш одма. Мора да ги надминеш препреки да добиеш самодоверба. Пари, кој добива пари директно, луѓе, криминалци. Или пак деца кои што не може да работат, ами ние мораме и деца мора одма да се впуштат у акција да работат за да не станат некои кои што мислат дека парите доаѓаат сами по себе. Све убаво доаѓа индиректно. Дај, доби. Зашо? Ако научите некој човек, дај, да добијам, без да дадам, го учите на криминалитет. Затоа што, гледайте, мора човекот да инвестира долгорочно во план, во стратегија и во иднина. И ви посакувам да не бегате од препреки. Поради тоа што, ако бегаш од препреки, бегаш од среќа. Се гледам у петок. Чао!